Добро вечер. Нови обиди за надминување на политичката криза. Денеска во меѓувреме објавен е извештајот на експертската мисија, се извинувам, на Европската Унија, предводена од Рајнхард Прибе, која констатира енормно кршење на човековите права пред се со аферата прислушување. И додека политичарите не се договорат барем за малку поопипливи резултати во политичкиот диалог, во вечерашнава топ тема за една друга криза. Прво, бегалската, а потоа и за извештајот на експертите на Европската Унија, кои констатираат, како што веќе реков, големо прекршување на човековите права пред се со аферата прислушување. А за сите тие теми, мој вечерашен гостин е народниот правобранител Иџет Мемети. Господине Мемети, добре дојдовте во топ тема. Она што е најактуелно е секако извештајот на Прибе. Вие бевте дел од таа обсервација, но ќе го оставиме за малку подоцна. Би почнал со она исто така горлива криза. Мигрантска или бегалска, терминологијата е различна, официјалниот термин е мигрантска. Вчера се донесе нов закон за измени и дополнување на законот за азил. Вие деновиве претходно имавте една алармантна пресконференција. Колку измените на законот ќе помогнат во решавање со кризата на мигрантите во сите нејзини сегменти? Јас ги поздравив измените на законот за азил, меѓутоа упатив и јавен апел или препорака, како и критика дека со тој закон да не се надеваме како општество дека ќе може да се реши проблемот. Тоа е само еден чекор. Значи, досега нашата држава немаше скоро никаква евиденција мислам дека за едно 5 дена е задолжен министерот да донесе и подзаконски акти, ќе почне да се применува. Но верувам дека само во тој сегмент ќе се подобрат работите, општеството ќе има подобра евиденција, а од друга страна остануваат низа други проблеми со кои се соочуваат прво како луѓе, бегалците или лицата кои се влезени или кои влегуваат во Република Македонија, како и ќе остане проблемот затоа што сметам дека Република Македонија никако нема добар правен систем за уште полош начин на менеджирање на целиот овој проблем и затоа проблемите ќе остануваат. Јас сакам да ја информирам јавноста и за една работа. Овој проблем не е од денеска. Години наназад, веќе ова трета година што ние подготвуваме посебни извештаи за центарот. Сега се мултиплицира и добива на гласност заради бројноста на мигрантите. Да. Тоа е можноста на народниот правобранител. Тој треба да ги каже ризиците, тој треба прв да ги обелодени со лошите состојби и ризиците и да бара од властите тие да ги тргнат. Неслучајно така сакав да го почнам ние уште од пред 3 години. А посебно прошлата година ние имавме неколку посети на тој центар за прифат на илегално влезени странци, затоа што терминот мигранти нигде во литературата, ни во законите не се употребува. Но тоа не е битно за нашата денешна дискусија. Битно е тоа што народниот правобранител 2014 година исто така искочи со посебен извештај кој навидели на извади алармантни состојби по однос на правната регулатива, по однос на начинот како се менаџира или раководењето и по однос на сместувачките капацитети. Ние имавме и соопштение, ова е многу битно. Имавме и соопштение, освен посебниот извештај, 7 месец прошлата година, кој не беше, и покрај тоа што го пуштивме до медиумите, не беше проследено на ниту еден медиум. Оваа година, како што продолживме со посетите наши, одлучивме на ист начин како прошлата година, ја информиравме јавноста по сите... Да, овој пат, веројатно, кризата, бројот на мигрантите го привлече и вниманието на медиумите. Она што е специфично во оценките се два аспекта. Првиот е хуманиот
и вториот е правниот. Вие по посетата рековте дека има нехумани, нездрави и недостоинствени услови. Кој треба тоа да го коригира? Јас се во моментот мислам дали може институцијата беше тешко да најде уште по лоши зборови за да ја реално ја ослика таа состојба. Не знам дали ќе ми верувате, затоа што Центар за прифат на странци, прво ако се гледа низ правен аспект како се примени тамо, како се третираат, тоа е многу лош начин на менаџирање. Комуникацијата помеѓу органите, посебно обвинителство и Центар, тоа е несфатливо за во нормална демократско општество да се замисли на таков начин да комуницираат или па да менаџираат. Од друга страна, условите внатре, самиот факт дека тој Центар за прифат на странци, кои имаат само еден документ, решение за илегален влез, спротивно на член некој тамо 12 од Законот за граничен премин. И ништо друго. Тој има капацитет од 100 до 120 лица, а од друга страна ние затекнавме 364 лица. Сега има можеби 500 и денеска. Постојано сме во контакт со Центарот. Вчера беше испуштена една група по наши интервенции, укажувања и така натаму. Видете, од друга страна, Центарот во Визбегово за баратели на азил, па таму станува пак друг проблематичен. Тоа сакав да го рачистиме, бидејќи создава конфузија во јавност. Значи, станува збор за две сосема различни институции. Да. Центарот во Визбегова институција во која што треба да се сместуваат оние кои што официјално побарале азил, додека Центарот за прифат на странци, тоа е официјалниот назив, е за оние кои што се фатени при илегален транспорт. И двата се обврска со Законот за азил, односно обврска која што Македонија ја требаше да ја исполни и ги изгради како обврска за визната либерализација. Так. Но, тоа што вие го говорите, се чини дека е останато само на едно формално задоволување на основните, некакви основни норми, бидејќи ако говорите за незаконито, неажурно, неефективно работење, тоа е екстремен непрофесионализам и волунтаризам. Кој треба да одговара за тоа, бидејќи станува збор за кршење на основни човекови права, без оглед дали се тоа мигранти, илегалци или која друга категорија? Знаете што допис доби институцијата вчера по однос на лошиот начин на комуникација, каде што не важат процедурите, не важат правилата, каде што постапката се води преку телефон. Пуштете ги, мислам дека може да ги пуштите и така натаму. Допис од кого добивте? Од обвинителство. Сега обвинителството пушта еден мал допис со кој сака да ја префрли одговорноста на Центарот. Пуштете ги, меѓутоа, ако некој треба да одговара, ако се пуштени надвор од процедура, нека одговара Центарот, а не обвинителството, а ги држи по 7-8 месеци. Мислам дека е битно за јавноста, а и за институциите овие работи да се повторуваат во вид на следното. Не може да се реши тој проблем и не може да се задоволуваат барањата, односно потребите на нашето општество, по однос на и норма, и капацитети, и менаџирање со таква категорија на луѓе ако само менуваш еден закон. Не случајно реков дека треба мултидисциплинарен пристап. Каде се другите, не е еден закон, каде е законот за граничен премин, каде е законот за странци, каде е законот за кривична постапка и така натаму, да не ги набројувам. Видите, ако зборуваме за Центарот за азиланти, каде што поднесуваат барања и се прифатени таму, и тој е полн, тој има 150 места е предвидено, ние утврдивме дека нема кадровски капацитет, има само 3 луѓе таму. 150 е капацитетот, а во моментот има не знам колку струку е надминат тој број. Тоа ние бевме сведоци на едни поинакви слики кога наши баратели за азил во Германија, Белгија, кога пред година-две беше тој голем наплив, освен што добиваат соодветен третман, добиваа и соодветен паричен надомеш, што всушност беше и причината голем број луѓе да одат и да го бараат тој азил, бидејќи дури чекаа добиваа по повеќе од 1000 евро. Ова покажува дека ние сме и под дното на некој минимум
стандарди кои што треба да се... И тоа ќе го објасниме. Видите, во законот за азил, ако зборуваме за барателите на азил, овие што се во Визбегово, полно е таму сега, затоа што од овој центар отидени се таму. А уште поголем очекување на поголема група се очекува, затоа што самиот факт дека при влезот во Македонија ќе можат да поднесуваат, само да ја искажат намерата да бараме азил, тие ќе можат да се сместат таму. Законот што предвидува? Законот предвидува и права и одврски нивни во тој центар. По однос на правата, ти имат многу широки права, не многу широки права, имат права кои Македонија во никој случај не е способна да им ги обезбеди. Почнувајќи не е способна или не сака? Па тоа е, видите, јас констатирам дека тоа го нема тоа право. Какви права, например, да бидеме по пластични? Здравствена заштита. Кај барателите на азил и на образование. А ние гледаме во центарот во Гази Баба има еден лекар од Сирија. Ова е несериозно за нашето општество. Не можело Министерството за здравство порано да прати екипи? Или пред 2 дена отишла тамо санитарната инспекција и на еден чиновнички начин донесува решение за да се затварат тоалетите. Немате представа што се случува таму. Кои се институциите кои што треба тоа да го решат и како тие реагираат? Дали сте се обратили? Затоа што е несфатливо, еве ќе бидам многу конкретен, несфатливо е дека во државата нема двајца хаусмајстори на располагање, да ги испрати таму, да искречат, да ги средат тоалетите, да се направат по некои попристојни услови за живот. Имаме стотици десетина затворени од касарни од каде може да се донесат војнички кревети и сето тоа да наликува на нешто. Зошто ништо не се прави? Што одговараат институциите? Јас се обидам малце посликовито и да го кажам тоа како народниот правобранител ги спроведе посетите и ги најде состојбите. По однос на таквите состојби, од секаков аспект, имаме подготвено посебен извештај. Кој посебен извештај се доставува до надлежните? Кои се надлежни? Секако најпрвин до Министерството за внатрешни работи, а и другите ресори. До Министерство за здравство, до Министерство за труд и социјална политика и така натаму и така натаму. Имаме точни констатации и точно што предлагаме тие да преземат. И вие ќе прашувате што од тоа? Ништо. Министерот за здравство, не знам дали некогаш читал извештај на народен правобранител, што очекуваш од тоа? Значи, и таквиот лош правен систем што го имаме, што ги нема преземено стандардите, ние и тој не го почитуваме. Останува, не случајно викам, тоа е алармантно да телефонски се завршуваат работите. Ние сме имале случај каде што екипите на народен правобранител биле попречени да ја вршат работата. На прашање зошто? Не, на прашање зошто? Не знам, ми рекоа. Се сретнавте треба уште да разговараме? Со министерот Чавков, што ви кажа, ќе се поправили барем овој дел, бидејќи вие констатирате незаконито работење на МВР, што е недозволив. Да. Кој беше неговиот став? Видите, ние разговаравме за многу прашања со министерот Чавков, не само за мигрантите. Јас го отворив прашањето на прислушкувањето. Тоа ќе го оставиме за вториот. По однос на мигрантите ме информираше дека е пуштен во процедура законот за изменување и дополнување законот за азил. Ја искажа и тој спрема нас нивната загриженост дека се соочени со проблемот и не може таму да го решаваат, не? Воред, меѓутоа јас зборувам дека тие кога разговараш искажуваат желба дека сакаат да се реши проблемот, но од тоа што гледаш во пракса не може да доаѓаш до таква констатација дека тоа и се случува. Ме информираше дека затоа што јас имав информации дека тој закон се предлагаше да се донесе во редовна процедура, па да влезе во сила по 8-миот ден по донесување, па после тоа министерот да донесе подзаконски акти во рок од 6 месеци од кога ќе се донесе и така. Да, но вашата констатација за незаконито работење се и неажурно и неефективно се однесува на
постојниот закон. Измените кои што се донесени воопшто не ги опфаќаат тие процедури кои што и они досега требало да се ги спроведуваат, а не ги спроведуваат. На тоа јас мислам кога ја кажуваме таа констатација на тоа дека странецот кој илегално влегол има само едно решение дека за илегален влез која се смета за прекршок и ништо друго. Согласно тоа решение, тој е сместен во центарот. За тој прекршок тој може да се задржи до 30 дена. Меѓутоа, тие се задржуваат со месеци таму. И се поставува друго прашање. Видите, овие што излегле сега, ние постојано сме во контакт и овие што ги извадивме. Денеска имаме уште 3 деца кои не се придружени, немаат родител, немаат поставено старател и тоа е противзаконско. Зошто? Не им се поставува старател и така натаму. Противзаконско е тоа што ние сметаме дека противзаконски се држат. Од информациите што денеска ги добивме, има најави дека Република Македонија ќе биде тужена во Страсбур по однос на тројка и по однос на петка, или речено за мачење или тортура, или за второто е противправно лишување од слобода. Како случајот на Масри. Судот во Страсбур има став по однос на тоа што опфаќа тортура или мачење. И лошите услови, а да не зборуваме за овие, кои се за нигде, се сметаат за мачење. Од друга страна, сметам дека е противправно лишување од слобода. Зошто не ги пуштате од центарот? Затоа што тие не сакаме азил. Тие, кога и влегуваат кога ги фаќа полицијата, тие информираат дека сакаат да транзитираат низ Македонија. А тие носат решение дека треба да се задржуваат затоа што влегле под... И од друга страна, нема акт дека тоа лице е сведок. Нема писмена комуникација меѓу јавното обвинителство и центарот по однос на... Ако бара обвинителот во одредена постапка да ги сослуша како сведоци, ги повикува со телефон, донеси ја таа група, донеси ја таа тура. А ние сме земја која претендираме да бидеме членка на Европска Унија, а ги немаме тие стандарди. Да, сега се актуелни поглавите 23 и 24, азилантите се токму дел од оваа проблематика. Што очекувате, да го заокружиме овој дел, што очекувате како одговор на сите ваши забелешки во следниот период и што доколку ништо не се смени? Кои се инструментите да реагирате? Ако ја гледам праксата, како постапуваат, јас имам добра пракса по однос на поединечните постапувања по препораките на омбудсманот. Меѓутоа, по општите препораки никогаш не се постапува. Тоа е големиот проблем во Република Македонија. Видите, извештајот овој буџет или ова општество ја плаќа институцијата Народен правобранител да изготви извештај во кој треба да го чита извршната власт и да се наоѓа за да преземе мерки. Тој извештај седи во собрание. Никогаш не се случило да не се чита во собрание. Ова година и не се чита во собрание. Тоа е волја, тоа е не сака. Обид за маргинализација на институцијата или? Па може и тоа да се свати, затоа што институцијата веќе 5 години наназад не може ни да вработи, нема заменици, нема никакви ресурси, уништена е скроз со законот за државни службеници. Или два одговора има овде. Или не се знае, нема знаење, доволно знаење што треба да има во таа институција. Што е малку веројатно, бидејќи кога треба да нема волја за таа работа. Мислам дека е второто. И ти ако се соочуваш со проблем, не те прима, не те прифаќа, не ти го чита извештајот. Видите во собрание извештајот, собранието констатира дека правобранителот го информираше за проблемите со човековите права во општеството и извештајот му го враќаме на народниот правобранител. А во тој извештај, ако го отвараш, такви критики, такви лоши состојби, што зрели демократски општества паќат и влади за такви работи.
Кому му е во интерес да се маргинализира институцијата Народен правобранител, што со оценките кои што доаѓа, а сега ги потврди Брисел, дека аферата прислушување потврди енормно кршење на човековите права. По кратката пауза за реклами. Народниот правобранител Иџет Мемети е мој гостин во вечерашното издание на Топ тема во вториот дел за извештајот на експертската комисија на Европската унија предводен од Рајнхард Прибе, чиј предмет на интерес беше и работата на народниот правобранител. Основните демократски стандарди за демократско владење допрва треба да бидат воспоставени. Една од констатациите во извештајот на господинот Прибе, што тоа говори за Македонија? Тоа говори дека сме далеку од тоа што се прокламираме. Тоа говори далеку од тоа што вистински работиме по однос на поставување најпрви на системот, а од друга страна по однос на тоа на добро спроведување на законите и создавање на услови за спроведување на законите. Така да постојано ги зборувам овие три работи: уредување на правната регулатива, создавање на реални услови таа правна регулатива да се спроведе квалитетно и ефикасно, а таа регулатива секако дека ја спроведуваат луѓето, односно кадрите или кадровските капацитети. Ние имаме голем проблем во општеството по однос на кадровските капацитети. Јас, пошто ја мониторирам јавната администрација, јас имам пуштено и оштра критика дека како минуваат годините се послаби се професионалните капацитети на јавната администрација. Просто ти имаш јавна администрација која е ќе употребам зборот партизирана, затоа што таа како нема одговорност над институциите кои ги мониторираат. Таа смета дека таква перцепција има кај јавната администрација, дека таа е одговорна пред политиката, односно пред тој што го постави. Преска ви спомнав случај. Ние имаме и такви случаи. Министерот ми рече, а законот поинаку вика. Тоа говори дека имаме не лоша, него многу слаба и партизирана јавна администрација, која не е ни зрела, не е ни професионална и не може да ги следи ни да ги спроведува прописите. Но ако се вратиме на уште ова сакав да ви кажем. Рак рана на руинирање на правниот систем во Република Македонија е честото менјање на законите. Тие закони се менуват на начин без да се прават анализи и така натаму. Имаме правен систем кој е задушен, кој не е проводен меѓусебно, кој е неконзистентен. Еден закон со друг е спротиставен. Видите, не може јас и порано сум го кажал ова. За да се донесе закон, не се донесуваат во транспарентна процедура. Само се става знакот дека ова е на барање на Европската Унија. И тоа е доволно. И тоа е доволно да помине тој закон, а внатре во него нема тој, ако ги читаш одредбите, нема врска со правото на Европска Унија, нема врска со прифатот на стандардите од Европска Унија. Или оние што треба реално да се прифатат се одложуваат за подолго време. Так. Да тргнеме со ред. Зашто поточно беше заинтересиран Прибе и неговата експертска група? Неколку пати ние се видовме и со господинот Прибе и со поширока група и разговаравме по однос на сите прашања. Најжешка точка беше случајот на прислушкувањето во Република Македонија и секако дека тоа што народниот правобранител прво направи. Разговаравме и за критиките на народниот правобранител што ги упати, го информирав, односно и тој знаеше народниот правобранител по однос на тоа. Видите, кога се случи
јавноста да дознае дека имало масовно прислушкување. Јас имав критика во сите медиуми, а после тоа и гостував на вашата телевизија токму. Да, и овдека почнавте јавно ветивте и почнавте еден случај и сега до кај тој случај? До никаде? До никаде е случај. Зошто? Затоа што пак доаѓаме до тоа, или не се сака, или не се знае. Мислам дека не сакаат. Ова е од голем интерес за јавност. Хајде да видиме попрецизно кој не сака и што не сака. Што вие направивте? Рековте дека упативте 2 барања, односно дека има 2 постапки. Едната е општа, ако сум прецизен во терминот, и другата е за конкретен случај. До кого се обративте и кој не ви одговори или кој ве игнорираше целосно? Прво, беше мојата оштра критика дека во Македонија веќе не може да се збори дека има право на приватност. Тоа е застрашувачко и дека е прекршено масовно тоа како право. Второ, отворив постапка за појавата. Понатака имав барања и за поединечна заштита. И за двете. Ги проучивме сите прописи и конципиравме затоа што народниот правобранител, согласно законот за народен правобранител, прво, може да бара известувања по однос на случајот и докази. Второ, може да повикува на разговор именовано и секое лице што смета дека може да го разјасни случајот. Трето, може да влезе во простории и така натаму. Прво, како и секогаш, процедурата ни налага да бараме известување од органите. Согласно поставеноста на тој систем, ние се обративме до неколку органи. Прво до УБК, во кое писмо имавме неколку барања по однос на спроведување на законот, како ги спроведуваат процедурите за прислушкување. И куп други прашања по однос на поединечниот случај за новинар. Јавноста го знае, се работи за новинар од вашата телевизија за колешката Лупеска која ви го понуди собственото досие. И не изеуше тога и ветив дека јавно ќе го водиме предметот, таа рече дека нема никаков проблем. Барање поднесовте има до УБК, до МВР, до обвинителството. Тие имаат рок? Не само до тие. Барање поднесов до УБК, барање поднесов до обвинителство, затоа што тие ги даваат наредбите, барање поднесов до Агенцијата за електронски комуникации, за тоа што и тие имаат одредени надлежности, и барање поднесов со замолница до председателот на Собранието на Република Македонија, дали тие можат да ми помагаат нешто како институција по однос на расветлување на овој случај и водење квалитетна истрага. Јас бележам прецизно 5 институции, договор од кого? Одговор од кого? Одговор добивме од Агенцијата за електронски комуникации. Во одговорот викаат на прашањето дали сте вршиле контрола над операторите, тие одговарат не. Никогаш не сме вршили контрола. Затоа што никој не барал од нас. Ја користат таа можност во закон, а никој не ги попречува и да го сторат тоа. Сама иницијатива. Го затворив тоа. Добив известување од Собранието на Република Македонија. Одговорот беше дека комисијата не функционира и проблемот е опозицијата затоа што не е во собрание. И уште една институција пречкртнуваме. Обвинителство МВР УБК. Обвинителство едно ми пушти писмо и втора беше тоа можноста да директно разговарав со обвинителот. Имавте средба со Да, имав средба, беше во мојата канцеларија и ги разговаравме овие работи. И што ви каже? Во известувањето стои дека сметаме дека не можеме да ве информираме. Тоа е една работа. Сметаат врз основа на што тоа така мислат или тие мислат така. Не цитираат законски одредби врз основа. Тоа е проблемот во Република Македонија. Ако ги гледаш тие двете известувања од обвинителство и од МВР, ќе видиш дека нема одредба на закон. Јас мислам така. Но ако вие имате надлежност да
чукнете на вратата на обвинителството и да кажете да, ја дојдам да проверам што вие работите, тие не можат да ви одговорат, ние сметаме дека не можеме или не треба да ви одговорат. Тие одговарат, ние имавме случај во затвор, тие одговарат дека сметаме дека не треба да ве информираме и не треба да ве информираме и точка. Вие имате безбедносен сертификат на ранг на омбудсманот во Македонија не му треба безбедносен сертификат. Нека значи немаат никаква пречка да ви дадат. Немаат никаква пречка затоа што Законот за народен правобранител вика дека на народниот правобранител без разлика на степенот на доверливост на информациите и така натаму мора да му се дозволи пристап до секаде без никакво ограничување. Секако дека тој е должен тоа да го чува. Дозволи по ред, затоа што сметам дека е во ред добро ова за граѓаните да имат информации. Понатака не информира дека ги имате извештаите што ги доставуваме во собрание и на располагање вие нашата веб страна. Замислете каков одговор. По добивање на такво писмо и разговорот, на кој разговор исто така ми беше потврдено дека не може, сметат дека не може, ако дават информации што би било тоа. Така да мислам дека тоа беше неодговорно однесување на институцијата, а од друга страна пуштив друго писмо за кое се уште немам добиено одговор. Што останува на омбудсманот по однос на обвинителот? Како може повеќе да го контролира? Останува следното, да подготви при краје посебен извештај, да го достави до Собранието на Република Македонија. И сега, по однос на конкретниот случај, што работи Собранието? Како таа врши контрола? Таа не може да врши никаква контрола на тие служби. Јас јавно кажав дека тие служби се надвор од секаква контрола. Значи тој извештај би бил само парче хартија кој што некој сака да го прочита, ние ќе го третираме на една-две пресконференции или емисии. Така е, Боби, тоа е омбудсман секаде во свет. Омбудсманот нема позади себе присилен инструментариум за да го натера со сила тој тоа да го направи затоа што законот му налага. Тоа останува на дали тој го прифаќа и на моралната одговорност. Какви податоци баравте од Зврлевски што и писмено и на лична средба? Еве конкретно за Жане баравме дали во периодот, затоа што ние имаме податоците дека таа била, имаме и СД дека таа вика дека да, нејзиниот глас е, нејзиниот телефон, точно се случило тоа и така натаму, имаме транскрипт. И бараме конкретно, дали во тој период имало налог за употреба на посебни истражни мерки за господја Снежана Лупевска. И други прашања. Одговорот е не можеме да ви кажеме. А усмено немало. Ако немало, што е ова? Не знаеме, ќе видиме. Така да, мислам дека сакајќи неквалитетно да ја попречуваат работата. Тие понекогаш влегуваат и во некои апсурдни ситуации. Трета, ако и му останува во извештајот од 2004 година, 2015, кои не се читаат, седа до собрание, да се нотира како проблем и толку. Што фајде од тоа нотирање? Тоа е омбудсман, омбудсманот не е суд ни полиција. Ако сте како институција демократски декор сами. Бидејќи вие имавте една средба и со премиерот, се сликавте и веројатно таа средба утре задутре ќе биде искористена кога Прибе пак ќе дојде и тогаш господинот премиер ќе каже да, еве, ние имавме многу конструктивна средба. Тој слободно може да каже, но и тоа треба да каже и што разговаравме на таа средба. На таа средба беше разговарано дека проблемот со неговиот А статут. Ние просто сме ги излажали Обединетите нации по однос на ова, дека народниот правобранител ќе добие А статус. Ние не знаеме што се париски принципи. Понатака, тие не може да сваќат дека народниот правобранител државата го плаќа, додека тие пуштат едни извештаи во сите комитети на Обединетите нации или тела на Обединетите нации. Јас пуштам алтернативни на нивните. Пред неколку дена беше извештајот за тортура, сега ќе биде, за неколку дена ќе биде извештајот за политичките права, па ќе видите што државата вика за состојбите, што народниот правобранител. После тоа ќе биде извештајот за дискриминација, за борба против расизам, па ќе видите тамо што државата вика, што народниот правобранител. Уште пред 6 месеци седнав со претседателот на владата
и разговаравме на ова тема. Тој ги знае проблемите што го има институцијата и дека не може да се справи со волунтаризмот од институциите. Тој знае дека нема 15 луѓе му фалат на институцијата и како може да работи тој. Тој знае дека тимот кој ги гледа овие пресконференцијата што ја имавме за бегалците, односно за лицата задржани, да кажеме, противправно влезени, како сакате. Знаете како, на кој начин е направено? Од мизерни услови на институцијата. Нема возило, нема возач, тој тим да оди до тамо. Што ви вели Груевски, зошто не ви дава буџет 5-та година поред? Ќе видиме. Јас реков, односно го информирав дека пресериозни се работите за да се одоговлекуваат на таков начин. И по однос на замениците, и по однос на извештајот. Од друга страна, дозволете да се наврата малце за случајот прислушкување. Да, остануваат уште две институции, МВР и УБК. Се сретнавте и со Чавков, како поминавте со него? Јанкуловска не ви одговори, ја чекавте 2 месеци, не ви одговори. И што може народниот правобранител да прави? Народниот правобранител треба да земе да бара асистенција од полицијата и да оди тамо да влезе. Така? Тоа го нема нигде во свет. Народниот правобранител доволно е да искочи и да каже дека ова е проблемот. Дека лошата комуникација меѓу институциите е проблемот. Тоа во Шведска, ние на почетокот овој дел од моабетот го почнавме со констатацијата на Прибе дека основните демократски стандарди за демократско владење во Македонија треба допрва да се воспостават. Ние говориме како тука да се натераат институциите. Како завршува една, како почнува и завршува една средба, еве со Чавков во услови кога имаме еден ваков голем скандал со прислушување. Вака почнува. Согласно закон пуштив писмо до УБК и барав, како што ви реков, поставив еден куп прашања со цел на крај да извлечам слика, што се случило. Од друга страна и за поединечниот случај. Помина по закон 30 дена и покрај тоа што им дадов рок од 8 дена, немав никаков одговор. Користив законската прилика да го информирам министерот, затоа што тоа е првиот чекор. Да го информирам министерот за внатрешни работи, тој да користи го неговото влијание или моќ, затоа што тој им е предпоставен, да ги натера да ми одговарат. Не добив никаков одговор. Јас имам и други проблеми. Многу поотворен ќе бидем. Видите, ако јас со правник можам многу лесно да разговарам вака и да му кажам дека го информирав министерот, дека УБК не ми одговара. Видите, јас кажав јавно дека УБК ми има пратено допис уште еднаш да не бараш од нас. Зошто? Не знам, треба нив да ги прашате, зашо мене ме прашуват. Институција, јас по закон можам, смеам, треба да го барам тоа, тој вика не ми се обраќа више. Каде е проблемот овде? Законот или човекот? Понатака, откако не добив одговор, дојде промената на министерот, се обратив со ургенција и укажување до министерот дека не ми се одговара. Требаше пак да поминат 15 дена и не добив и од него никаков одговор. И пазете, осварам средба. Разговараме за ова. Просто се избегнува. Не се разговара за темата. А од друга страна, кога и добив писмо од нив. Дали знаете што има во писмото? Можам слободно да го кажам, затоа што тоа не е ништо. Во писмото стои дека Министерството за внатрешни работи прислушкувањата или иследењето на комуникациите го врши под строго пропишана процедура и согласно закон. Точка. Второ, информираат дека по однос на периодот за кој бараш, обрати се до... И плюс вика, ти укажуваме да се обратиш тамо. Замисли, орган кој јас го контроли до обвинителство, кој ми вика, гледај мојата веб страна. Што може во таа ситуација народниот правобранител, освен да критикува која му е најјак инструмент на омбудсманот секаде во свет е критиката. Видете, ја спомнавте Шведска. Таму не дај Боже да си третиран од омбудсман и тој вака да зборува пред јавноста за тебе како институција или како носител на некоја позиција. Полесно би му било на функционерот во Шведска да го третира обвинителот отколку омбудсманот. Зошто? Затоа што други вредности се таму. Овде, видите, мислам дека се работи за процеси.
Кои процеси никако... Вие го терате веќе година и нешто вториот мандат, а овие процеси се нон-стоп исти. Не исти, за жал. Полоши. Јас констатирам и полоши состојби во еден куп области во општеството. Очигледно свеста не ја менуваме. Што значи тоа? Односно свеста тешко се менува. Што значи тоа? Треба да се менуваат законите, да се предвидат санкции за функционерите кои што немаат да соработуваат. Каде го гледате? Има санкции за министрите. Гледаме, има некој закон таму, ако министерот не одговара, треба се казни 3.000 евра, 2.000 евра. Мислам дека проблемите се по-сериозни отколку што ние се однесуваме. Од секаков аспект. Ќе ги земе медиумите. Кој подел да има во медиумите? Видите, едно е перцепцијата на граѓаните по однос на нештата, друго е тоа што народниот правобранител го констатира од предметното работење. Никаде во регионот омбудсманот во просек од 2 милиона народ не добива 4.000 представки. Само во Македонија тоа се случува. И зошто е таа така? Затоа што не функционира системот? Не. Лани сте имале 5.000 представки или 400 повеќе од претходната година. Ова година има уште 4 повише. Но ако се оди надолу да се чита по извештајот, ќе видиме дека едните исти институции, тоа е на прво место МВР, потоа транспорт и врски, понатаму судство, обвинителство, значи сите институции на кои што граѓаните најмногу се жалат, сите институции максимално ги користат сите можности да го игнорираат народниот правобранител. Тоа е реалноста. Тоа е реалноста. Затоа што тој не го гледа законот, не го спроведува законот, тука не ти владее законот и процедурата. Може ли тоа да остане само на апели, тоа да биде и единствениот инструмент или еве на вакви емисии во кои што на омбудсманот е тој единствен инструмент. Одиме со уште една пауза за реклами и се враќаме со завршницата на емисијата. Петочно издание на Топ тема влегуваме во завршеницата во разговорот со мојот вечерашен гостин, народниот правобранител Иџет Мемети. Господине Мемети, 2 поенти има во оценката на експертската мисија на Европската унија за омбудсманот. Првата, веќе ја опфативме, затворен е од многу институции кои што го спречуваат во неговата работа. Но во втората вели, си има впечаток дека се колеба да го искористи својот мандат, веројатно балансирајќи да не го вознемири политичкиот естаблишмент, занимавајќи се случаи од понизок политички профил. Со што балансирате или за што сте колебли? Не знам дали може да се смета балансирање, кога јавно на Алса телевизија се сеќам на 360 степени, новинарот ме праша по однос на комуникацијата, попречувањето и критиките, и каде што јас реков дека... И јас ве прашував и вие ги посочивте и меѓутоа тука говори за колебање и затоа работа со случаи од понизок политички профил. И на новинарот на моје прашање, на негово прашање зошто што е проблемот, клучниот, дека не функционираат институциите, не комуницираат согласно закон институциите. Тоа е клучниот проблем. Значи, човечкиот фактор е проблем во Македонија. Не викам дека не и законите. Тој знаеш што ми рече? Мислам дека има впечаток дека мојата несоговорничка туку беше и Цаца, таа како да се уплаши зашто јас така викам. Што можам повеќе од тоа да кажам дека не функционираат, дека не се спроведуваат законите или пропишаните процедури, туку владее побитно е волунтаризмот. Јас му реков, тој ми рече и така натаму. И тој ми вика вака, вика, пазете, како, вие сте институција, институцијата вака да вика. Ова да го каже омбудсман во земјите на членки на Европска унија. Не аларм, војна ќе има. Понатака. Конкретно за омбудсманот го има во сите тешки случаеви во Република Македонија. Земете го кој сакате. Земете го Монструм. Земете го, јас бев и на дебата за Монструм. Земете го прислушкувањето, земете не знам кој. За случајот
монструм. Оно што фрустрира е дека го нема епилогот. Ако ние, новинарите, се соочуваме со различни пречки да дојдеме до информации, оно што дополнително фрустрира е кога вие ќе излезете и ќе кажете да, Чавков мене ме игнорира и толку. Што треба да правам? Да инициирате некоја промена на закон, нешто да тие луѓе што ви игнорира, што го игнорираат бранителот на човековите права да одговараат, бидејќи што им останува на обичните граѓани ако вие не идувате на затворени врати? Им останува, имаат механизам, сепак на нивни раце се сите овие институции. Него друго сакам да кажам. Законот е јак на народен правобранител во делот на истрагата. Но не може да се спроведе. Замислете вие. Сега случајот Куманово. И тој е јак случај. Оди омбудсманот да влезе у затвор, да ги посети приведените, му се забранува, му се затварат вратите. И јас искочувам со јавна критика дека тоа се случува. Го информирам министерот дека ало што се случува, немам никаков одговор. И на крај доаѓам до тоа дека не функционираме. Значи, законот не е проблем во делот на водење на истраги на народниот правобранител. Земи го пак случајот прислушкување. Не може да ми се одговори мене дека за случајот Снежана Лупевска нема МВР никаква информација. И ви укажуваме дека судот ќе го каже тоа. Тоа е политичка оценка, не е оценка на стручен орган. Моје е тоа јавно да го кажам и да го критикувам министерот дека не треба така да постапува. Моје е исто така се постава второто прашање. Кој разумен човек ќе може да ги прифати такви информации? Дозволи само ова, многу битно е. Кој разумен човек може да прифаќа такви информации како ова што ви го реков? Кога знаеме од друга страна, МВР има поднесено пријава дека во УБК се случиле тие работи. Пријава има поднесено дека во УБК се случиле тие работи. Ги правил тој и тој. Се води судска постапка, а од друга страна го информира народниот правобранител дека не знаеме, дека обради се кај обвинител. Тоа е неодговорно. Долго сте разговарале со Прибе, на што се должи оваа негова констатација и кои се сугестиите? За инструментот влез во простории треба се користи. Понатака има неколку работи кои се нотирани и треба се направат, како што и вие едната ја читавте, а таа е дека се повторуваат органите кои не комуницираат со него, кои го избегаваат него, а кои најмногу ги кршат правата. Па не може. Јас вчера разговарав со министерот за информатичко општество. Тој мисли дека омбудсманот е орган на управа. Дали тука треба да ја продолжам дискусијата? Тој смета дека народниот правобранител е орган на управа. И каде одиме понатака? Добро, ова е влада која што донеси и етички кодекси и правила за однесување на министрите, може да ги коригира. Една од овие работи ќе треба да се смени, затоа што ние немаме национална институција за човекови права, да се добие, согласно париските принципи, да се усогласи законот за народен правобранител, тој сојде во собрание. Понатака, човечките ресурси кај народниот правобранител се голем проблем, замениците се голем проблем, критиката и да се бара, има нова задача сега, додека 2005 година, ако се сеќавате, бев прв кој искочи и реков полицијата ме блокира. Тогаш беше министер Джанго, го вика, така? Тој искочи и рече дека народниот правобранител не знае што е полиција. Тој мислеше дека народниот правобранител е командир на полициска станица. Верувајте дека од 2005 до 2015 се уште функционерите мислат дека народниот правобранител е командир на полициска станица. Така се обидуваат да се однесуваат. Понатака се случи Европската комисија во прогрес репортот да им стави обврска. Тие секој 3 месеци да информираат. И сега само бројки прикажуваат. А сега од овој момент ќе имаат уште една обврска владата,
уште една обврска владата, секој месец дена да информира зошто го попречува, каде го попречува и така на. И што е од тоа, ако реално не се сменуваат работи? Видите, има им такви парадоксални ситуации во нашето општество или во практикувањето на власта. Не може да ми се обрати мене влада и од мене да бара, ако Европската комисија бара од нив согледување на одредени состојби, тие се обраќаат кај мене бараат. Јас ги игнорирам, не им давам, затоа што јас подготвувам посебни извештаи. Значи, тука е нешто друго во прашање, уште повеќе од тоа што значи пропис, начинот на спроведување на законите и така. Ако ве игнорираат, што е еден софистициран начин да ве спречат во вашата работа, има и други притисоци? Се креваат телефони, не таласајте, не чепкајте вамо таму? Не. Мислам дека доволно им е тоа. Не му давајте средства, не му давајте луѓе, не му давајте заменици и доволно е тоа. А од друга страна се креваат телефони на тие каде што јас треба да интервенирам. Не отварај врата да влезе таму и ти се враќаш и си принуден согласно закон да искочиш и да кажеш еве сега, сите овие работи ќе бидат во извештајот на Народен правобранител кој ќе оди во Собрание на Република Македонија. А Собранието ме информира дека главен проблем било што опозицијата не е во Собрание, затоа не можеме да вршиме контрола. А кога сите знаеме дека председателот на комисијата, јас треба на крај, пази го ова што е тоа демократија, како треба институциите да се надпреваруваат една со друга. Јас на крај треба да се осетикам пак во парламент, во Собранието на Република Македонија. Од нив треба да барам заштита, затоа што сум парламентарен омбудсман. А Собранието како ми одговара? А Собранието како постапува? Таа не може да врши контрола на ТУБК. А јас треба да се жалам кај Собранието дека да ми најде начин и можност јас да вршам таква контрола. Аферата прислушување открива масовно прекршување на фундаменталните права, слобода за учествување во јавниот живот и гласање, еднаков пристап до јавните служби, право на приватност, право на независност и непристрасно судство. Ова е една од покритичните констатации во извештајот на Прибе. Што со ова? Тие ги коментираат содржините на прислушкуваните материјали. Јас можам само да го повторам тоа што го реков на пред кога беше тоа во вашата телевизија, дека проблемот е толку драматичен или толку голем за нашето општество, па се поставува знак прашалник и за обстанокот на општеството во некои случаеви. Јас реков дека многу битно е, затоа што работите, реков, се отидеме предалеку, да се седне, да се разговара. И после секако дека мора да има после политичката и правна разврска на сите овие работи. Инаку, ништо не сме направиле. Јас ви благодарам што вечерва бевте гостина. Благодарам на вас. Почитувани, тоа беше петочното издание на Топ тема. Се гледаме повторно со нови содржини во оваа емисија од понеделник. Останете и натаму со програмите на ТЕЛ.